Топ тема, добро вечер. Завршува кроењето на изборните листи кои треба да бидат доставени до Државната изборна комисија до четврток до полноќ. Пошто ќе се знае колку партии ќе влезат во изборната арена на вонредните парламентарни избори на 12 април. Вечерва во топ тема за дилемите. Дали е можно разбивање на децениската доминација на две партии во македонскиот блок и со какви понуди? Многу аспиранти, а наспроти тоа рестриктивни закони на штета на помалите партии. Поттука какви се амбициите и шансите на политичките дебитанти, односно дел од партиите или движења кои за прв пат излегуваат на изборната сцена. Вечерва мои гости се Солза Грчева, председател на Глас за Македонија. Добро вечер и добре дојдовте. Петар Богоевски, лидер, промотор, ќе ги разјасниме сите дилеми на македонски концепт. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, ви благодарам на покана. Александар Тортевски, председавач на координативниот одбор на моја партија. Твоја партија. Добро вечер и добре дојдовте. И Љупча Ристовски, председател на Ристовски, председател на Интегра. Точно запишено, погрешно изговорено, се извинувам. Богоевски, јас би почнал со вас. Многу нејасноти, многу дилеми, дебати еве во јавноста и по социјални мрежи и на други медиуми, движење, партија. Кој е финалниот концепт за учество на изборите? Па, во овој период успеавме на 8 политички партии, неколку сомешан би рекол етнички презнак, за жал имаме кај нас политичките партии етнички презнак, да представиме македонски концепт како платформа, како идеја, како програма, што тоа значи и што очекуваме ние од нив, односно побаравме од нив безусловна поддршка на овие избори, да ги поддржат граѓанските листи, подготвени од македонски концепт. Знаете дека имавме претходно кампања, приклучи се, направи промена. Луѓето кои се приклучија во таа платформа, кои аплицираа, кои ја оставија своите податоци, од таа база се извлекуваат кандидатите за пратеници и од политичките партии беше побарано да ги поддржат таков концепт. Кандидати кои нема да произлегуваат од нивните партии, но кои пред се ќе поддржат антикорупцијскиот пакет на мерки кои го имаме зацртано во нашата платформа. Два исклучително битни проекти, либерализација на банкарскиот сектор, обештетување на граѓаните. Ќе разговараме за околу тоа, ќе ви дадам. Не, тоа е суштината, зашто? Тоа е она кое го очекуваме од политичките партии кои ќе дадат поддршка на нашите кандидатски листи да безусловно ги поддржат и реализацијата на тие проекти. Ова сега движење, граѓански концепт, македонски концепт, сепак со поддршка на партија е сигнал дека не успеавте да добиете, да дојдете до потребните потписи како граѓанска листа или не пробавте? Не, воопшто немаше потреба. Концептот беше да побараме поддршка од политички субјекти кои, ете во текот на времето, имаат потреба од соработка со нови, свежи лица кои донесуваат новост во понудата, а партиите наставно застануваат за тој концепт. Не ни собиравме подписи. Тортевски, она дебитанти од најавата, можем да го поврзнам и со оној дел новороденчиња, бидејќи е една од најновите партии. Веројатно последна што е регистрирана и веројатно после нас тешко дека некој ќе успее да се регистрира, меѓутоа за овие избори. Молам? За овие избори. Да, за овие избори секако. Навистина поминавме многу тежок процес на собирање на потписи, меѓутоа за среќа се создаде една голема енергија кај една солидна бројка на граѓани и успеавме да ги собереме потребните потписи и да добиеме решение од судот за регистрација, така што ќе настапуваме на изборите. Сега доаѓаат на ред оние прашања што ги спомнавте вие. Да, нив ќе ги дебатираме едно по едно. Меѓутоа, ако само дозволите една работа, во самиот старт на емисијата ви оди двопартизмот и знам дека тоа е нешто што и на вас како човек ви пречи и дека и на многу луѓе им е преку глава од тоа.
Меѓутоа, Тоа се самиот- должи на изборната фактографија, на обидите да се смени тоа со промена на изборниот модел, со отворени листи, до што Меѓутоа, не нема дојде, ништо, тоа се значи, должи на хаотичниот апсолутно. изборен законник во полза на големите Апсолутно. партии, така што Вие добро ги следите тие констатација работи. базирана на факти. Апсолутно, меѓутоа, значи ќе ги дискутираме подоцна предностите што ги имаат големите партии. Меѓутоа, од друга страна би морал да ставам забелешка, иако го ценам тоа што денеска како новороденче, она што го викате, не повикавте овде. Самиот концепт на оваа емисија, значи каде што сме условно кажано малите партии или новите партии, без можност да ги спротиставиме ставовите со виновниците за оваа состојба во која што се наоѓа Македонија, тоа се двете партии кои што се менуваат овие 30 години на власт, практично го подхранува тој двопартизам. Затоа што мене, нити Петар, нити Солза, нити Интегра ми се противници, не се фактори кои што ја создале оваа реалност во Македонија, што ја создаде потребата за создавање на тоа. Наши противници се Заев и Мицковски. Тие го делат државниот колач, тие ја поставија државата како колач кој што дели, треба да се дели како непријателски плен кој што се освојува на избори и се дели по принципот кој со колку војници учествувал во тоа. Па сами знаете дека по 4,5 милиони евра делат годишно, најголем дел од нив, значи едните зимаат милион, другите зимаат 1.100.000 од буџетот за тековно функционирање. Тоа е една предност. Втората предност име што за избориве сега делат по 1,5 милион за кампањи. Ние дури не можеме ни со своји средства, со чланарина да се рекламираме, би било тоа доведено во прашање. И на крајот кога треба тоа да им го кажеме, тогаш ние ќе се гледаме со Љупчо тука или со Петар и ќе разговараме за состојбите. Затоа би морал специфичен е законот, специфични се и правилата, сепак е ова наш обид да се слушне и вашиот глас. Го цениме. Ќе биде многу специфично и тешко да се направат комбинациите и околу предизборните соочувања, бидејќи и таму имаме и обврски. Сега јас да не се жалам пред гледачите, вие се ги знаете законите, но некогаш и гледачите ја поставуваат таа дилема, па еве да им објасниме. И таму има ограничувања, и таму важат истите соодноси, но тоа е тоа. Ние бараме начин да обезбедиме партиципација и не се сомневаме во вашите искрени намери, но ќе ги дебатираме сите елементи и недостатоци. Би молеле да ни дадете шанса во ТВ дуели да излеземе со најодговорните фактори против кои што се бориме. Работиме на концептите. Благодариме Сизифовска многу. мака како вашата е да му се погоди на законот и со правилата за медиумско представување. Грчева и Ристовски, не сте нови како политички субјекти, но прв пат влегувате во изборна трка. Со кои амбиции? Па со реални амбиции, би рекла, во целиот овој амбиент што сега го опишуваме сите, се обидуваме да доловиме колку не се всушност кај на сфери демократски изборите, далеко од тоа, со многу ограничени ресурси, се разбира, но нашата партија е веќе 2 години стара, значи не е толку млада, не е новороденче, и е многу различна по својата визија, да речам. Создава една надеж, еден простор за нешто ново, за навистина еден голем исчекор во општеството. Ја можам да се пофалам дека Глас за Македонија прва како партија денес ги предаде веќе своите пратенички листи. Беа примени во ДИК без никаква замерка и ние трчаме во 5 изборни единици, во една не трчаме, значи дадовме листи за 100 пратеници. 50% од нив се жени, 50% се мажи. Имаме од 5 носители, 4 носители се жени на листите. Значи, први ги предадовме листите, тоа е резултат на една голема и макотрпна работа која што траеше со месеци. Оно што го кажа и Тортевски, апсолутно се согласувам дека треба да постојат дебати во друг формат, исто така, каде што ќе се соочат и парламентарни партии со вонпарламентарните партии, а поготово виновниците за оваа наша 30 годишна кома во која што живееме,
кој што не дотера до амбисот, кој што ги демотивираше граѓаните воопшто да излегуваат на избори, има поразувачки бројки за нивниот интерес воопшто да влегуваат во политичкиот живот. Јас сум тука некако да подграм една надеж дека не е се изгубено, дека точно шансата е во партија како Глас за Македонија и секој за себе веројатно има такво некое мислење, но мислам дека не смееме веќе да бидеме нација на повторувачи, знаете. Еднаш, ако некој би направи нешто 2 пати, 3 пати, веќе не треба да го повторуват. Истите грешки треба да ги заборавиме. За самиот амбиент на избори, веќе и сами кажавте, се уште не знаеме. Никакви договори треба да склучиме со медиумите, ни колкав простор ни припаѓа, ни дали можеме билборди да закупиме, еве и да имаме пари. Не можеме да ги пласираме. Целиот изборен законник, Глас за Македонија направи една конвенција, ги собра голем број 10 партии вонпарламентарни и парламентарни во септември, минатата година во обид да издействуваме една изборна единица, беа изнесени сите можни аномалии во тој изборен законник. Тоа не е само едната изборна единица, се разбереме. Тука е и Донтовиот модел. Тука се средствата, тука се медиумите, тука се прескапите кампањи за една сиромашна земја не соодветствуваат и така натаму. Тешка ќе биде оваа арена во која што ќе се бориме и да не заборавам, ми се чини, имам впечаток, дека и двете партии, двата големи блока, си создадоа свој тркачи на терен во 5 до 12 ги создадоа, не мислам на овде присутните, меѓутоа постојат такви, се со цел да ја расцепкаат таа трета некоја сцена, таа трета некоја опција која што би се појавила. Ке го имаме и тоа како на неколку сегменти понатаму ќе ја водиме дебатава, само ова се воведниве ваши зборови. Господин Ристовски, истото прашање за вас, бидејќи подолго време веќе работите на овие амбиции за влегување во изборната арена. Еве, направивме 11 месеци од регистрацијата. На 29 март ќе направиме година дена. И во изминативи 11 месеци, веројатно, поминавме низ сите премрежен, низ кои што и сите останати поминале предходно. Сме соочени со една објективна општествена неправда, која што, нели, е фактор на кој што мора да сметаме на овие избори, но тоа не значи дека треба да се откажеме од трката или дека треба да, нели, влеземе со помал интензитет отколку што е тоа потребно. Интегра Македонска конзервативна партија влегува со силна амбиција на овие избори. Нормално очекувања да се реални, имаме и оптимистичко и песимистичко сценарио, имаме и средно сценарио. Разработени се сите опции, сите варијанти. Немаме потреба да имаме комплекс во однос на поголемите политички партии, имаме една јасна, чиста, кристална политичка идеологија која што има посебен печат на македонската политичка сцена. Се наметнавме во делот на вредностите, доблесноста, интегритетот. Имаме нова политичка визија која што досега не е видена. Конзервативниот вредносен либертаријански модел е еден единствен заокрушен пакет на политичка идеологија. Нуди сијасет на иновативни решенија кои што се вон стандардни за, нели, ова досегашно сивило што го понудија СДС и ДПМНЕ на политичката сцена. Едноставно на полето на идеите не ќе може да се носат во тој дел. Се согласувам дека тие ни се предизвик на ова, нели, изборна кампања. Апсолутно Интегра Македонска конзервативна партија сака да има шароликосна, нели, изборна понуда на овие политички избори. Сака учество на нови политички визии, сака да видиме нови ликови во политиката. Не говорам само за нашава партија, говорам и за сите останати партии. Значи, нам ни е потребен политички систем кој што е инклузивен за ново. Пошто видовме дека 28-29 година веќе две партии се истрошија тоа и како еден лимон исцеден и веќе нема што да дава, нема повеќе сок да дава. Ни СДС имаат нови идеи. Во сите периоди на нивно владење, тие не знаат да владеат, освен ако не се очите во джебовите на граѓаните. Да го почнеме и оној втор круг со исто прашање за сите кои што сите го начнавте, а тоа е, нели, многу
аспиранти, но сите одвоени не дојде, да не се навраќаме на тоа зошто не дојде до тој трет пат, посилна опција и така натаму, но како во такви услови ги цените шансите и на дебитантите на кои што системот таков не им е наклон. Јас лично сум поборник да имаме со закон забранети предизборни коалиции. Значи и тоа треба еден ден во политичкиот систем да го воведеме. Треба секој да се проба на политичката сцена, да видиме кој колку тежи. И легитимно е, ако некој не добие гласови, легитимно е да се повлече од политичката сцена или да бара нови методи, механизми, начини, нови идеологии, нови ликови и така натаму. Значи секој треба да се проба сам. И СДС треба да се проба сам, и ДПМН треба да се пробаат сами. Да видиме кој колку тежи. Тие на себе си шлепаат сега еден сијасет паразити од партии кои што апсолутно не се додадена вредност за политичкиот систем. Ниту имаат придонес во идеологијата, ниту пак ДПМН и СДС имаат па некоја своја идеологија. Ако може да приметите, едните и другите мешат и соцреалистички концепт, и не знам, демохристијански концепт, и пазарна економија, тоа се е измешано. Значи, немаме чисти идеологии на политичката сцена. Не една, туку неколку дебати не би успеале да го разрешиме. Не е хендикеп ако се обидеме сами да одиме на политичката сцена. Јас мислам дека јавноста ќе препознае храброст во тој обид, иако сме нова политичка партија. Реков, немаме комплекси во однос на двете претпоставено поголеми политички партии, кои што знаеме кои им се слабостите овие 28-29 години. И имаме програма која што јас нарекувам хидрогенска бомба за нивните перцепции и сваќање како треба да се води една држава и како да се уредува едно општество. И имаме нови ликови во политиката кои што ниту били слушнати во бомбите, ниту пак имаат своји опашки. Тоа се морални столбови. Листите некна ги утврдивме на Централен комитет во саботата. Значи ја усвоивме и програмската платформа Новата македонска ренесанса, нели со арапски броеви на прагот на третата декада на 21 век. И нема што да се, не знам, ние не се ни жалиме дури на 6 изборни единици, на лошиот изборен модел и така натаму. Ние сме убедени дека нацијата е созреана за нова политичка опција. Нацијата е созреана да изнедри нешто ново од македонскиот народ. Поготово што се исцрпија нели сите овие можности што ги нудат СДС и ДПМН, и мислам дека народот ќе се охрабри, особено македонскиот народ во етничка смисла говорам, ќе се охрабри, ќе препознае нова политичка визија и ќе даде шанса на нови ликови во политиката. Ќе ја врати надежта на нацијата едноставно, ќе има нови ветрови, ќе се ослободи нова енергија едноставно, затоа што видовме дека овие две до сега се загушија што може да загушат. Еви сега се обидува да го загушат раѓањето на нешто ново, но тоа ќе распука. Со Божја помош се е можно, воопшто да немаме комплекси дека не знам, не е можно. Тортевски. Па ние, како што рековте, сме новороден чем, меѓутоа нашите амбиции врвот би бил да освоиме неколку пратеници со кои што тоа е нашиот сон, би можеле да влијаеме на општествените процеси во Македонија и најдоброто решение за нас би било да дојде онаква ситуација каде што од тие неколку наши пратеници би зависела судбината на владата и тогаш практично ние како услов за коалицирање и за подршка на малцинска влада би го поставиле реализирање на нашите 5 главни приоритети. Тоа се, значи, одговорност за се она што е случено до сега, значи никако политика на неказнување да продолжи дека една гарнитура која ќе дојде ќе амнестира или ќе се направи дека криминалот исчезнал за се она, за целиот период претходно што постоел. Значи, второто решение, значи, намалување на привилегиите на функционерите. Ние мораме да покажеме нови принципи на однесување, затоа што Македонија е премногу сиромашна држава за да може да финансира на овој начин функционери. Околу она што го зборуваше господинот Љупчо, кои ни се шансите, како ни се шансите и каде исто нееднаквоста. Значи, според некој податок, не сум сигурен колку е точен, ќе го провериме, меѓутоа има околу 1200 агенции во Македонија кои што имаат управни одбори финансирани и платени од државата. Например, имате агенција за пошти. Не знам дали знаете тоа. Да. Има агенција за пошти. Сите членови на таа агенција за пошти, има една пошта во Македонија, имаат
значи огромни надоместоци, има директор со менаџерски договор, ако случајно некој го избрка од работа во наредните 4 години, тој треба да добива 2500 евра Во месечно. ова студија се правени, господине Туртевски, анализи 123 институции кои што имаат поголем број на членови на управни и надзорни одбори отколку број на Одлично. работи. Меѓутоа, зборот ми е во однос Еве, на... мал придонес за програма. Да, ви благодариме многу. Меѓутоа, ако имате 1200 луѓе, односно 12.000 луѓе кои што на тој начин се финансираат, тие врзуваат барем по петорица, а да не зборуваме за јавни предпријатија, пратеници, советници на локално ниво. Значи имате една маса од околу можеби 100.000 луѓе кои што во старт директно се финансирани од државата. Меѓутоа, еве само да ги земеме овие членови на управни одбори, тие се 12.000. Тие врзуваат 60.000 луѓе во старт кои што ќе изгинат за нивната опција. За она опција која што ги донела на власт, за која што овој сиромашен народ плаќа, издвојува средства, дури и кои ги нема државата, па се зимаат назаем за тоа што секој понеделник или секој втор Само до понеделник прво се колено зимаат. ги рачунате и Да, изгледа. се задолжува државата. Значи, по многу основи, она што го кажавме, сме нееднакви. Делат 4,5 милиони евра годишно. Сега за избори ќе делат по 1,5 милиони големите. Огромен број на партиски вработувања, тоа не ограничува во дури во поканата луѓе. Многу луѓе ни приоѓаат, меѓутоа не замолуваат, ке работам од позади, во позадина, не ме експонирај, снаата ми е вработена во некое јавно предпријатие. Тој страв што го всадија кај македонскиот граѓанин ќе се реперкуира на овие избори со огромен број неизлезени или, за жал, прешкртани гласачки ливчиња, ќе ги направат практично неважечки, меѓутоа тоа мораме да им објасниме на граѓаните дека тоа е практично гласање за еден од победниците, за еден од големите. Предпоставам дека сте свесни дека со ваквите коментари кои што се повторуваат без оглед кој е на власт во смисла на врзаност, тој клиентелизам и така натаму, контраодговорот од големите би бил веројатно, па добро, тоа е само изговор дека се Да, па добро, она, знаете, се извинувам, има еден виц кога во некое село дошла опозицијата кој што секогаш гласало за власта и на забелешката кај луѓето таму тие им одговориле: станете вие власт еден ден и ние и тогаш ќе гласаме за вас, нема проблем. Значи, клиентелизмот мора да се разбие, меѓутоа македонскиот граѓанин треба да е свесен дали се на овие избори треба да одлучи дали сака партиите да делат големите по 4,5 милиони евра негови пари, дали треба за кампања да им платат по 3,5 милиони евра и дали треба да бидат заложници дека нема да смеат на избори и во иднина да ја искажат нашата волја. Ние на никого нема да му вршиме Да влијание. откушнеме Богоевски со тој коментар. Грчеве, намерно ве оставам за на крај во овој Гледам круг ве што ме запоставивте. заради тоа што такво е прашањето и дека имате искуство и од оние така наречени големи машинери, а еве сега пробувате и некој нов пат. Богоевски, шансите на политичките дебитанти, особено кога произлегувате од партија и генерално, иако се обраќате барем според оно што постои во засега од македонски концепт, на поширок круг на избирачи, сепак потекнувате од една од големите партии. И исто и вие сте биле дел од таа голема машина. Дилемата дали да се избере опција да се одат сите на куп или да се настапи со големата идеја, ние го избравме во второто, бидејќи сметаме дека не е возможно и нема потреба да се зборува за трета опција, затоа што во Македонија немаме прва и втора. Ние викаме, ние сме прва и единствена опција, затоа што мафијата од другата страна не е опција. Сведоци сме дека државата, политичките партии, политичкиот систем, претходно зборувавме дека државата е киднапирана од партија, сега констатиравме дека државата е киднапирана од мафија. После сите случувања последниве 3 години, особено на СОСЕО. Во таа смисла,
а мислиме дека нема потреба да се оптеретуваме со она кој ни го нуди веќе наметнатото, воспоставеното, она естаблишмент кој 30 години имаше простор, имаше време да покаже, да докаже што знаат, што умеат да постигнат и да направат со оваа држава. Секој оној кој сме открили дека тоа е неискрено и дека не е во ред да се продолжи да се поддржуваат, јас го нарекувам таа обнова на бандитизмот, а со цел да останеме чисти пред своите деца и генерациите кои доаѓаат, дека сме се обиделе да промовираме различно, да промовираме поинакво, да промовираме нормална држава, која за жал во моментов е најмалку нормална, и да промовираме нормален начин на живот од кој не живееме така нормално. Сето тоа се мотиви, сето тоа е дел од таа голема идеја за која ви зборувам, во која сме убедени, во која веруваме. И воопшто не сме загрижени за колку минути спотови ќе имаме. Воопшто не сме загрижени колку пари ќе имаме. Единствено нешто што во моментов не ограничуваат парите е тоа дека ќе треба прецениме на крај со колку листи ќе излеземе ове следниве 2 дена, затоа што треба да се isfinansираат кампањите на сите 6 изборни единици. Мислам дека дефинитивно на вчерашната координација донесовме заклучок дека немаме средства да финансираме кампањата и во 6-та изборна единица. Веројатно таму нема да предложиме листа. Тоа е само тоа ограничување. А од другата страна сме убедени дека граѓаните многу едноставно и со единствен настап телевизиски или на социјалните мрежи ќе ја препознаат она главна порака која ние испраќаме уште на почетокот на промоција на македонски концепт. Фейсбук калкулира, Твитер ги забрани политичките реклами, имајте го тоа пред. Тоа е дека не сме сите исти. Тоа е главната порака која мора да се промовира. Следното прашање ќе биде околу тоа кому му се обраќате и со што околу овие дилеми, околу оваа битка на Давид и Голијат, госпоѓо Грчева, за тоа ве оставив на крај бидејќи имате искуство и од тие големи машинерии, еве сега овој. Да, тие големи машинерии, како што реков, 30 години се исклучок, може би на онаа прва наша експертска влада, која што и најмалку беше извалкана, владаат исклучиво коруптивно. При тоа не мислам само на делење на пари, она грубо крадење, туку најголемото злосторство го направија кога ги украдоа сите јавни институции. Ги партизираа до крај. Значи, таму се делат тендери, таму тоа е машинерија за вработување, надзорни одбори, управни одбори, тоа се треба да биде бесплатно, значи да работат општествено корисна работа. Тие луѓе да учествуваат во работата на надзорните управните одбори. Меѓутоа, директори на предпријатија јавни мора да бидат најспособните во државата. Негувајќи го овој вулгарен систем на владење, со листи, јас сум ги гледала лично, ете го моето искуство, сум ги гледала листите со директорски места како кружат кај партиите и си ги делат како табланет. Како една карта мене, една тебе, тебе пошта, мене шуми, тебе катастар, мене не знам што. Така пропадна и здравството, и образованието, и поштите, и шумите, и правосудството, и се. Ние немаме хидрогенска бомба, бидејќи сакаме нормална држава. За нормална држава не треба измислување топла вода, се знае точно што треба да се прави. Прво, тотална департизација. Партијата не треба да дава готови решенија, поготово во една мала земја како Македонија, која што не располага со огромни човечки потенцијали, туку треба да овозможи рамка да најспособните, без разлика на која партија припаѓат или не припаѓат на никаква партија, ги водат системите. Колку ние добри сообраќајни инженери имаме во Македонија? 5-6. Колку економисти врвни имаме? 5-6. Колку, не знам да ги набројуваме струки, еве мојава софтверско инженерство? 2. Значи, не. Партијата треба да им овозможи на луѓето компетентни да можат да ги добијат местата кои што ги заслужуваат. Тука имаме веќе половина решен проблем со клиентелизам, со вработување и така натаму. Имаме решен проблем со, би рекла, и огромното иселување на младите кои што се разочарани, кои што не можат да планираат никаков кариерен развој во државата. Понатаму,
нам не очекуваат ако сакаме да станеме нормална држава. А на граѓаните им порачувам дека е тоа возможно, апсолутно, да не ја губат надежда. Знаете, тие мислат дека што и да направат, за кого и да гласаат, како и да гласаат, дека некој друг од озгора ни ги крои нам политиките и не ја носи власта таква како што е. Тоа едноставно не е така. Треба да се свртиме кон себе и да работиме. Треба да веруваме во себе како држава, како суверена држава, како народ. Но треба да направиме тука и драматични исчекори. Например, Како е прашање за сите, бидејќи сите тоа го потенциравте, како ќе смените тој менталитет ако огромно мнозинство, на 60% од младите по сите анкети покажуваат дека ако некаде би барале работа и ако некаде сакаат да се вработат тоа администрација. дека сакаат да се Дека вработат сакаат во да се вработат во Па администрација. тоа е да наказан систем, ја не верувам дека е тоа точно. Знаете, токму ли се случува да цветот на младоста, оние најбистри деца, најуспешни деца, тие напуштаат државата. И не се сомневам дека некои сакаат да влезат во администрација, но што се случува? Еви да влезе во администрација, се менува гарнитура, тој не може да смета на кариера развој, ќе биде уназаден. Еден чекор поназад ќе оди, барем ако не заврши на улица. Значи, треба да ја гледа шансата во отворање на работни своја работа, предприемништво, бизниси и така натаму. Зашто во овој случај нема амбиент? Нити имаат правна сигурност, нити се изложени на рекет. Имаше една статистика за Охрид, ја читав минатата година, од 850 мали фирми отворени за една година, 2017, веќе 750 пропаднали. Кој е тој амбиент во кој што тие можат да работат? Добро, сериозни аргументи за понатамошни предизборни дебати. Апсолутно. Оно што е специфично, овој пат ќе го почнем кругот од Ристовски, мислам дека нема досега избори, барем според оние на анкети кои што сме можеле да ги видиме. Сега повторно законот не ограничува до крај да ги цитираме, меѓутоа ако ги немаме сите податоци, меѓутоа некаде во зависност од анкетите од 49 до 56% е онаа така наречена сива маса на луѓе кои што или ќе бойкотираат избори, или не одлучиле, или не кажуваат за кого ќе гласале. Значи, прашањето е на што се должи овој амбиент, бидејќи навестува можност за многу слаб одзив на гласачите и кон кој дел од тие луѓе се обраќате вие? Точно е тоа. Пред Нова година тој процент беше дури и повеќе од 72% на неопределени или против ДПМН и СДС или луѓе што бараат нешто ново. Нормално, како се доближуваат изборите, тој процент ќе се менува, доаѓа околу така 45-50%, затоа што луѓето веќе препознаваат. Во моментот според некои анкети е 56, меѓутоа тоа е многу. Тоа би значило одзив некаде околу колку што имаше за председателски избори, ако го поделите бидејќи во главно гласаат околу милион, значи вие имате легалитетно прашање колку имате легитимитет. Еве и вие да победите со нашите просеки се според сондажите што ги правиме на терен дека 1/3 чека да се определа за нешто ново. 1/3 се секогаш клиентелистички, ќе се приклонат према претпоставениот победник на изборите, така како што тие ќе почувствуваат според своја перцепција. А 1/3 легитимно можеби нема да се определа да го дадат својот глас за никого или ќе го прешкртат ливчето или воопшто нема да се појават на изборите. Значи, добро, тоа е фактичката состојба, но затоа сте вие медиумите тука, затоа сме ние овде по дебативе, да ја покренеме нацијата, значи да едноставно упатиме порака дека овие избори на 12 април имаат една историска тежина, имаме неповторлив историски момент пред нас. Значи имаме една историска шанса кога овие две партии, кои што 28 години не урниса, не донесоа на работ на провалијата, не може да понудат нова перспектива за македонецот. Затоа е македонецот безнадежен, затоа е во депресија, затоа е очаен, затоа што ја нема перспективата, не гледа перспектива во тоа што до сега било понудено.
Сега веќе имаме нови понуди на политичката сцена, имаме нови политички визии, нови ликови, нови идеологии и нацијата треба и вие медиумите и сите ние заедно да ја покренеме и да кажеме дека едно од најпогубните нешта сега на 12 април ако некој бойкотира, ако некој не излезе на гласање. Значи сега е најважно за македонецот, за македонскиот народ сега говорам, па и за сите останати во Македонија, да излезат и да го дадат својот глас, да одберат нешто ново. Не велам да одберат само Интегра македонска конзервативна партија, да одберат ново, да одберат нова политичка визија, да покажат храброст, да покажат доблест. И тоа ќе биде виртуозност во дадениот момент да се одважат да им свртат грб и на СДС и на ДПМН. И тоа ќе биде историски исчекор во Македонија. Иначе, апропо ова предходното, ние имаме еден посебен проект наречен Метаноја. Целосно свртување на мајндсетот на нацијата од фокусот на државата кон фокусот на личниот потенцијал на индивидуата. Јас тврдам дека оставиме тоа во вториот дел, ќе ви дадам можност за главните акценти на ова, Петар па Тортевски околу оваа дилема. Значи преголема е сивата зона. Штетата, грешката е направена кога политичките партии, таа им е улогата за тоа постол политичкиот систем, да ги мотивираат граѓаните да излегуваат на гласање. Сведоци сме на 2 референдуми, каде што политичките партии мобилизираа бойкот, наместо обратно гласање. И таа штета е направена. Меѓутоа мислам дека ние го најдовме лекот за абстиненцијата која се подготвила за овие избори, а тоа е селекцијата на кандидатите за пратеници. Се погриживме да направиме листи на пратеници, кандидати за пратеници, во кои имаме од доктори на науки до армирачи на градилиште. Зошто? Зашто сакаме да испратиме порака дека во оваа држава редно е секој граѓанин да добие свој репрезент во парламентот. Мислиме дека суштината на проблемот за нефункционалноста на парламентарната демократија е тоа што партиите упорно делегираат клонирани кандидати за пратеници, буквално извадени како од еден производствен погон кој вади исти, да речем, шоли, и тие немаат никаква свој идентитет, персонален идентитет, интегритет во парламентот. Не застапуваат своји личности. Од друга страна, втората главна порака која испраќаме е тоа дека политичките партии се борат за да добијат пратенички места ние ги викаме кај нас печалбари. Сакаат да спечалат на грбот на народот, било со патни трошоци, било со плати. Напротив, ние сметаме дека кој да стане пратеник во следниот парламент, треба да се воспостави праксата на пратеници волонтери, односно пратениците да останат во онаа средина од кај доаѓаат, да продолжат да заработуваат она како што заработувале претходно, а во парламентот додат со исправена глава и да ги застапуваат средините од каде што доаѓаат. Тоа е суштината преку која ние мислиме дека граѓаните на овие избори нема да абстенираат, туку напротив, силно ќе се мобилизираат и ќе гласаат за различноста. Тортевски, немилосредни се бројките, барем за сега според некои анкети. Бројката на оние што во различни анкети кажуваат дека се цврсто решени за бойкот, е некаде достига дури до 18, во некои анкети и до 20%. Останатото е таа сива зона на неодлучени. Ако во нешто владеачките две партии кои што многу добро соработуваат меѓу себе во одредени сегменти во злото, се успешни, тоа е во фактот што вградија во чипот на македонецот без надежност, без идејност и ја убија вербата во подобро утре. И сега обичниот граѓанин кај него се јавува една желба да ги казни на начин што нема да им излезе на избори или ќе им напише некоја навредлива порака на гласачкото ливче. Тоа, ова што го рече господинот Ристовски, тоа треба точно да им се објасни да граѓаните дека е всушност гласање за најголемите политички партии, за оние кои што го предизвикуваат нивниот револт. Затоа што, според Донтовиот модел, оние кои што ќе го шкртнат ливчето
Тоа ливче оди кај првопласираниот, 70%. Ако има 100.000 такви ливчиња, 70.000 ќе ги добие првопласираниот. Не сум убеден дека ова што го зборува Петар, дека тој начин апсолутно ќе придонесе за разбивање на тој двопартизам. Напротив, мислам дека општествена задача имаме на сите да им објасниме на граѓаните дека треба да излезат на избори. Абстиненцијата е даден глас за големите партии. Ние се надеваме дека ќе успееме да ги привлечеме оние кои што не се задоволни од сегашната состојба, не се задоволни нити од претходното владење на ВМРО, не се задоволни од претходното владење на СДС, се сеќаваме на приватизацијата, на ембаргата, на тајкуните кои што ги создаде, значи на пропуштените шанси на граѓаните. Да ги подсетиме на една работа во овој момент. Многу граѓани денеска плачат за тоа што децата им работат во фирми кои што ги владеат тајкуните. Кој ги создаде тајкуните? Граѓаните на оваа држава кога не прифатија модел на приватизација со ваучери. Тој модел им беше понуден. Значи, треба трезвено на избори да размислат, да видат дали меѓу понудата што се нуди има нешто што му е блиско до неговите ставови. Не е решение да се скртне ливцето и да ги пцуете. Ке го добие тој вашиот глас. Ја имате вистинската власт само еден ден. Апсолутно, тоа треба да им се повторува постојано на граѓаните. Не е само дека неодењето на избори и шкртањето на ливчето значи глас за постоечката состојба, значи глас да продолжи иселувањето на децата. Нешто што веројатно ќе не уништи, тука нема бегање од тоа, тоа се факти, бројките се неумоливи во тој сегмент. И можеби сега е последната шанса нешто да се смени во таа насока. Грчева, има ли шанса овие бројки да се сменат во кампања? Мислам дека има во кампања, знаете, и по некои статистики светски и европски, дури 60% од луѓето, сега зборувам за развиени демократски средини, како што нашата не е, па дозволувам дека тој процент е сигурно помал, но 60% од луѓето кои што не се клиентелисти, кои градат својот став во време на кампањата, така да очекувам дека нашиот народ ќе се освести конечно. Знаете, се наоѓаме на една историска прекретница кога е битно да се излезе на гласање. Ние веќе не можеме да си го дозволиме овој луксус на енормна корупција. Не можеме да си го дозволиме. Вие имате луѓе несрекни. Од корупција го изгубивме името, уставното име го изгубивме од корупција, од уценети политичари, ве мола. Значи, од нив бегаат децата, од нив сме сите ние незадоволни, од нив имаме мали пензии, од нив имаме мали плати, од нив не можеме со коронавирусот да се справиме. Значи, на терет на ниту еден овде не може да се стави дека украл нешто од буџетот, дека наместил тендер, дека вработил роднина. Значи, сето тоа, целата оваа лепеза на едни погубни политики оди на сметка на овие блокови 2 и третиот дојде, не го заборавиме и тоа е веќе долго време во власта. Значи, надеж мора да постои дека мора да се излезе од робството на ваквите погубни политики. Мора се што е донесено со корупција да се враќа назад, да се направат големи ишчекори. Сите украдени пари да се вратат назад во државната каса. Нам ни фали еден да си го вратиме името. Ве мола, уставното име го изгубивме. Понатаму, да си ја вратиме довербата во институциите кои што се наши, кои што се граѓански јавен сервис. Да гледаме иднина овде во државата. Да можеме барем делумно функционални системи да имаме. Македонија е најсиромашна држава во Европа, ве молам по сите статистики. Значи, со нормално, домакинско работење, луѓе што знаат да раководат со системи, па ние за неколку години ќе станеме средно развиена земја, да не се лажеме. Кого они ќе поддржуваат сега, зашто ќе го поддржуваат? И мене ми е нормална таа разочараност на луѓето, бидејќи кај нас непосредна демократија не постои. Еве имавме референдум за името кој што се изигра. Наместо направија против уставен референдум, наместо со задолжителни резултати, тие ги поништија. Волјата на народот беше згазена.
Ајде да го земеме примерот од Швајцарија и да воведеме форма на непосредно одлучување на референдум за секоја уставна измена. Ајде да воведеме референдумско одлучување за импичмент на влада. Кога кај нас е отповикана влада од мнозинството кое што седи во парламентот? Никогаш во Швајцарија е така. Во Швајцарија имате модел, еве не е членка на Европската унија, но имате модел на така наречени народни референдумски иницијативи, каде што буквално секој закон, дали е за јавен транспорт, дали е за мигранти, дали е за образование, бидеме по-концизни, бидејќи мораме на реклами, а во вториот дел ќе имате можност секој да ги каже своите главни позиции. Поентата не е само позиција, поентата ми е во следното. Ние губиме непосредна демократија, а ја немаме во суштина. Ние немаме. Гласот на луѓето се губи. Тие се повикани еднаш на неколку години да гласат и потоа не се прашани за ништо. Тука одиме со кратка пауза за реклами и потоа се враќаме со дебата околу клучните програмски определби кои што можеме да ги очекуваме од партиите кои што ги представуваат моите вечерашни гости. Добре дојдовте назад во студиото на Топ Тема. Ја продолжуваме дебатата со моите вечерашни гости Александар Тортевски, Солза Грчева, Љупчо Ристовски и Петар Богоевски. Неколку прашања се издвојуваат како клучни, се навестуваат кои што ќе доминираат во текот на кампањата. Тоа се правото и правдата што ја подразбира и борбата со корупцијата. И она што е најспецифично и околу што најмногу се кршат копијата, кој како и дали може да го врати името или не. Па, Ристовски. Само ќе ве молам тука да бидеме навистина кратки и ефикасни со поента, за да можеме начин да воведете владење на право во државата е да покажете на дело дека имате навистина сериозна намера, имате политичка волја тоа да го направите. Интегра се одлучи да оди со концепт со понуда за надпартиски министер за правда, кој што нема да биде член на Интегра Македонска конзервативна партија, а ќе биде врвен професионалец од областа на правните науки, доктор на правни науки од Словенија, го имаме и конкретното име и презиме. И ќе подпишеме меморандум со него, ќе има апсолутна слобода, значи независно од влијание на влада или политичка партија, да ги отпочне двата процеси. Едниот процес е, судско-обвинителскиот систем радикално да се реформира, независно судство да внесеме, да стане на вистина столб, независна власт, да биде ослободен од стегите и владата, значи покажуваме на дело дека тоа може да се направи ако имате политичка волја. Нас не ни е битно дали ќе биде овој судија или оној обвинител. ДПМН и СДС очи си извадија кој ќе биде обвинител, кој ќе биде судија. Тоа ви кажува. Морална чистота на една страна имате, на другава страна имате бедотија од вредност. Значи нема никаква вредност, имате комплетно безумие. Сите се плашат да не завршат во затвор. И Заев и Мицкоски. И гарнитурата околу Заев и Мицкоски. Вториот момент е ќе добие апсолутно одврзани раце да се решава проблемот со името на два начина. Едниот начин, значи ќе имаме веднаш изјава со која се утврдува ништовност на Преспанскиот договор. Согласно меѓународното право веднаш ќе се започне постапка според меѓународните стандарди и меѓународното право за утврдување на ништовност на Преспанскиот договор. Таа процедура ќе тече таму, за тоа време тој станува безпредметен. Тоа значи замрзнат и во мораториум и умртвен за домашното законодавство повеќе нема да произведува правно дејство никакво. Ќе се откажете од НАТО и ЕУ? Молам? Ќе се откажете од НАТО и ЕУ? Видете, високиот представник на НАТО даде многу јасна изјава овдека. Тоа што влезе Македонија на колосекот на НАТО, тоа е завршена приказна. Возот тргнал, нема враќање назад. Ќе има политички импликации, беа неговите зборови, во однос на Европска унија, ама јас не сум тука да говорам за Европска унија. Да, ќе има импликации во однос на нашето напредување во Европска унија, која воопшто не е ни започнато во дадениот момент, немаме ни датум за преговори. Така што, апсолутно е многу јасно дека повисок приоритет во дадениот момент за срцето на нацијата е враќањето на уставното име Република Македонија, и тоа веднаш за домашна употреба и преку една меѓународна правна процедура да се врати и за меѓународна употреба соодветно нели во свое време. Грчева, Богоевски и Тортевски на истото прашање остануваат да одговорат. За кратко одиме во Александар Палас.
каде што ја имаме Сонја Николовска. Сонја, кои се последните информации од Конгресот на СДСМ на кои што требаше да бидат потврдени кандидатските листи? Значи, Боби, што туку заврши оној отворен дел од Конгресот на кој имавме можност да го слушнеме 40-минутното излагање на председателот Зоран Заев. Тој вети дека коалицијата предводена од СДСМ на 12 април може да извојува победа, бидејќи умее, знае, може да реализира програма базирана на 5 столба. Ветија дека ќе издействуваат 100.000 нови работни места, економски напредок, инвестиции, освен влезот во НАТО кој сосема извесен, дека ќе може да се завршат преговорите со Европската Унија за 6 години. Ветија дека ќе се работи на екологијата како и на останатиот економски напредок. Му порача на Христијан Мицковски дека е свесен дека ќе ги загуби овие избори, затоа избегал од изборно соочување, затоа го нема Мицковски на изборните листи. Сега следува оној затворен дел од Конгресот во кој околу 750 делегати ќе треба да одлучат дали за нив се прифатливи кандидатите кои им ги предложи Централниот одбор. Да подсетиме и во вестите пред малку кажавме дека пред делегатите на Конгресот се кандидатските листи. Во првата изборна единица на првите две позиции се Никола Димитров и Мила Царовска. Во втората изборна единица носители на листи се Оливер Спасовски и Сања Лукаревска. Во третата изборна единица ќе биде Љупчо Николовски, а веднаш по него Јагода Шахпаска. Во четвртата изборна единица е Зоран Заев, а по него следува представник, односно представничка од коалицијските партнери. Се шпекулираше со името на Сонја Мираковска, меѓутоа делегатите на Конгресот ќе треба да се определат дали е тоа за нив прифатливо или не. Во петата изборна единица ќе бидат Радмила Шекеринска и Јован Митревски, додека во шестата изборна единица одат Билал Касами и Фротица Николовска. Предлагам да слушнеме дел од излагањето на Заев, кое заврши пред малку. Ова се, почитувани делегати, драги гости, 5 столба на кои се темели нашата програма. 100.000 нови работни места и поголем раст на сите плати е првиот столб. Грижа за сите е вториот столб. Ред, дисциплина и правда. Како мерки на предпазливост, што ова да го споменам во однос на заканите од коронавирусот, значи сите делегати подпиша изјава дека во последните 15 дена не патувале во некој од кризните подрачја. Истовремено, втора мерка на предпазливост е што нема покането гости од странство, има само 200 домашни гости. Боби? Благодарам, Сонја. Тоа беа последните детали. Поопширно во вестите во 21:30. Се враќаме со дебатава во емисијата. Торцески тешко е кога на правник ќе му кажеш да говори за право и правда. Од позиција сега и на представник на партија, и сето тоа е во интерес на времето и да отвориме и други прашања во минута и половина. Најтрагично е што партиите досегашни на власт, еве СДС, сега ветува право и правда. 3 години се на власт, не мрдна од нула, нити можеме да зборуваме за П од правда и одговорност, а напротив па исто ВМРО, ДПМН, тие зборуваат, ја донеле правдата и одговорноста, кога урниса комплетен еден цел систем, иако имало некаков систем, кога го узурпираа комплетно системот и кога злоупотребаа милиарди народни пари. Сите сме свесни и тоа се факти. И сега овие две партии, ја знам од каде доаѓа тоа.
во анкетите граѓаните им порачуваат дека бараат одговорност, тие се соочени со тоа и затоа зборуваат за одговорност. Сега, ако се сеќавате, Заев имаше да го решам името, па ќе се фрлам на економските прашања. Никола Димитров мислам дека еднаш рече едва и чекаме да се реши прашањето на името па да се справиме со криминалот. Имаше таква изјава, што мислам дека му е една од полошите. И сега се поставува прашањето како оние што со години го подхрануваат, а го хранат, партиски го хранат криминалот со организацијата на партиите. Ако земете пари во кампања, а зимаат огромни пари, треба да им ги вратите на тие функционери. Јас сум убеден дека преку фондот за иновации беа вратени огромни пари. Никој не може да ме убеди дека нов тип на пластично шише вреди како иновација 700.000 евра од фонд за иновации. Значи тука нема правда. И не може истата гарнитура која што донела криминал или не казнила криминал да оди на избори со ветување за правда и Вашиот за одговор ќе биде, одговорност. ама сосема кратко, за да одиме поред. Грчева. Па, многу работи. Ова беше многу интересен инсерт што го видовме од Конгресот, известувањето Да, во интерес на времето јас пресеков Сојуз. на третиот стол, другите Добро два. е што го пресековте, бидејќи столбовиве се нишаат на сите страни. Значи, наша партија, мала, 2-годишна, нема вакви несериозни столбови и не се подпира на вакви несериозни столбови. Што ве молам, значи, ако Што е некој каже несериозно? грижа за сите. Што значи тоа? Грижа за сите. Има нешто, суштина, субстанца има во тоа, не. Добро, прекинав, може Оно би што не имаше можат да го во ветат, продолжение. овие две големи партии, се, под прво, не можат да зборуваат за корупција и за борба с правување, системско спречување на корупцијата. Тие нема да донесат закон за потекло на имот, нема да отворат со една државна јака ревизија процесот на криминална приватизација и денационализација. Тие не можат да зборуваат за тие работи, нема да избришат од кривичниот законник застарување да не постои на ниедно кривично дело, како што е во Англија, например, а ние сме до таму дотерани. Ние мораме такви резови да правиме. Нема да донесат лек специјалист за конфискација на нелегално стекнат имот. Нема да ви изборуваат за столб департизација на институциите, да ги тргнат нивните канџи буквално што ги има ставено врз институциите. Нема да зборуваат за отварање на плуралниот простор. Нема да зборуваат за тоа дека погрешија што се дадоа достоинството на овој македонски народ му го уништија преку тој погубен договор. Не, тие тоа не можат да го ветат. И затоа сега ќе ветуваат грижа за сите, што не значи ништо. Тоа би исто како јас да ставам во програма, сериозна политичка програма, дека ќе имаме квалитетно здравство. Што значи тоа? Само накратко, бидејќи ќе ве вратам на тоа како последно прашање, Преспа и вие би го поништувале? Апсолутно не, знаете, тој не треба да се поништи. Тој не треба да се поништи, тој е ништовен договор. Добро. Тој е ништовен. Петар. Политичките партии може да си дозволат и не го спорувам тоа. Легитимно е да се критикуваат помеѓу себе. Меѓутоа ние имаме една малце повисока идеја или визија, а тоа е Да ги фалите сите. она што го нарековме македонски концепт, односно го промовиравме тој граѓански манифест, а тој завршува со следното. Сите нации низ светот си имаат своји концепти за иднината, редно е ние да си имаме наш македонски концепт за нашата иднина. Тоа што значи да се надминеме себе си со... Не го покажувате повеќе, ќе мора фактура да даде. Може А да јас ви ќе го дадам. добијам казна. Аха, за реклама се извинувам. Да. И па добро, не се виде многу. И оној дел кој каде се амбицираме, покрај таа возвишена визија, идеја во која веруваме и сме убедени, и која треба да, на која сме убедени да работиме следните 10 плюс 5 години или 15 години, и да бидеме присутни со таа идеја на политичка сцена. Другото е она реал политика, од која нели ние не сме само идеалисти, разбираме дека постојат реални живи проблеми на граѓаните. И правиме или работиме или сработена една програма која е резервар на проекти.
наместо да трошиме минути на топ тема или на било кој настапи, само да критикуваме, нема потреба да зборуваме што не чини. Граѓаните повеќе од нас знаат што не чини. Конкретно треба да кажеме како да дојдеме, како да дојдеме до решение. За да поминеме за на право и другото правда, прашање, за право и правда промовиравме две идеи под бренд нейм Правдата прогледа. Едниот дел е софтверското решение кое ќе биде партнер на судиите. Останува повторно слободното судско убедување, меѓутоа редно е судиите да бидат сериозно ставени во еден колосек, во еден систем кој ќе ги намали можностите за злоупотребување на тие овластувања и вториот е начинот на избор на судии, паралелно со постоечкиот систем, воспоставување на нов начин, а потоа, ако ќе се воспостави новиот систем на избор на судии, постоечката структура на судии може да премине како нисто нов систем. Тема е за посебна дебата, но ништење на Преспа да или не, дали е можно и ако не, зошто не? Бидејќи знам дека имате поинаков став. Ќе си дозволам и коментар на настанот од СДСМ. Смешно е прашањето со поништување на Преспа. Преспа е голема траума за нашиот народ. Преспа е голема загуба. Сега да ја валоризираме загубата. Значи не е смешна. Одиме кон ЕУ. Како смешна ако е одиме голема кон траума. ЕУ. Наместо смешна. напразно да играме на емоциите на граѓаните и да ги лажеме, да им ги собираме да им ги собираме нивите гласови со лага дека некој ќе опоништи преспанската. А зошто лага? Чекај, ќе одговорите на крај. Ако може се извинувам, како лага? Ќе одговорите. Не може да биде лага, како може да биде Драма лага? не може да е смешна. Вашето може да биде лага, како може да биде лага? Слушнав од Заев, од господинот Заев, дека господинот Мисковски нема да биде кандидат за Тоа е вчерашна изјава. На крај тоа ќе го коментирате. Да, Боби, вакви Тортевски вашиот став, пак ќе реплицирате пошто. Повеќе пати слушам и од доста лаици и од луѓе кои што за жал се занимаваат со право да зборуваат за меѓународно право. Меѓународно право треба да знаеме сите и да си признаеме дека не постои. Тоа е збир на одредени норми кои што во одреден момент државите оставени сами на себе ги почитуваат или не ги почитуваат. Меѓутоа постои само една работа во меѓународните односи. Значи во меѓународните односи постои еден, за жал, најголем фактор, тоа е волјата на големите сили кои што го управуваат и контролираат светот. Значи, не сакам да подсетам на курдското прашање кои што во клучни моменти не одбрале правилен пат. Водете сметка, последниот пат сега се обидува да застанат на страната со Америка за да добијат нешто што се нарекува слично со држава и повторно се изложени на кланица, повторно се извисени. Значи, јас лично сметам дека ако бидеме умни, еве, сега господинот Ристовски, и мене срце ме боли за името и за начинот како што е тоа направено. Тука е факт. Меѓутоа, еве сега веќе зборува дека од НАТО не би излегувале. Значи, ако сме умни, кога би биле една нација отприлike како Израел што се, да се договориме дека чекате сега, ќе правиме реформи наредните 10 години, кога ќе направиме сегашен по некои сегашни стандарди, стандард од 1200-1500 евра плати, кога ќе ги спроведеме реформите, ќе видиме, можеби ќе влеземе во Европска унија, па подосна тогаш можеме да зборуваме дека тоа прашање ќе биде безпредметно. По мене, ова ќе атрофира. Значи, додавката која што имаме сега ќе атрофира, меѓутоа, ако бидеме умни, треба прво да преживееме. Апсолутно, треба да бидеме подготвени дека во секое друго сценарио можеме да бидеме избришани со гума од... Ќе биде посебна тема, би дозволувам реплика реплицирам. сосема кратко по 30 секунди, бидејќи ни Значи, јас не го исклучувам преживувањето и не велам или име или преживување. Умен политичар секогаш има опции и резерви. Значи, знае и да го преживее народот и достојно да живее и да си го задржи достоинството на луѓето. Значи, од НАТО нема излегување, бидејќи функционално не може од НАТО да излезете, не дека некој дал изјава, едноставно тоа не се прави. Второ, водете сметка дека не сме влезени се уште. Да, добро. Водете сметка. Еве тука ставаме на резерва дека само може. по-концизни не истачеме. Но,
Немојте ве молам, јас сум европеец. Македонија е европска земја и географски и вредносно и да речам и цивилизацијски и така натаму. И би сакала да бидеме дел од некое развиено семејство. Меѓутоа, не станала Германија дека е во Европска унија, што на нас ни сметаше во овие 30 години да станеме не Германија, ама една нормална, правна, средно развиена земја. Знаете, вакви како што сме сега шупливи, целите со дупки, една земја тотално издупчена од сите страни, сите пари, сиот од Европската унија што би се слеал после добивањето на датумот ке пропадне некаде Јас во се ветувам Чуприн. Значи, посебна дебата на оваа тема, да. Јас се извинувам. Ние треба прво сами да се средиме внатре. Никој не може да оди против срцето на народот. Македонскиот народ не го прифати Северна, ниту за домашна потреба, ниту за своето име. Тоа е омразено. Во духот на народот тоа влезено. Тоа не може да опстои. Тоа не може да се одржи. Не е само И Северна. тоа може Не е многу само елегантно да се врати. Прашањето на мудро знаење, умење, вештини, имање план. Како македонската нација да се крене, како да крене главата, како да го разбудиме личниот потенцијал на нацијата, како да го анимираме целото ова богатство, да го зголемиме бруто домашниот производ. Ако Израел можеше со 600.000 жители да направи држава во услови на арапско воено окружение за 70 години денес, да има 300 милиарди бруто домашен производ и 5 милиони жители, Македонија зошто да не може? Ние 30 години поминавме. Половина од патот на Израел го поминавме во глупост, надевајќи се дека СДС и ДПМН ќе направат нешто. Дајте шанса на некоја нова визија. Може овој народ да биде стамини, да биде горд, да биде достојствен и може да направи материјално богатство, може да направи просперитет. Може македонецот да биде и богат, и достојствен, и горд. Јас ви ведувам посебна дебата на оваа тема. Завршуваме со по 15 секунди за секој, еве тренинги за ова. Да извинете прво, извине Петар, прво со господин Ристовски. Слушнавме Зоран Заев, носител на изборна единица број 4, Никола Димитров на изборна единица број 1. Она што е специфично за ВМРО ДПМН, нивниот лидер нема да оди на листа. Вие ќе се надпреварувате каде? Јас во изборна единица 1. Можеме ли да ги знаеме еве шанса за другите адути во другите изборни единици? Ке ги дознаете деновиве, но сакам да кажам дека апсолутно очекувам дека на овие избори Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз ќе доживеат дебакл како што не е виден досега на македонската политичка сцена, ништо помалку и ВМРО ДПМН. Петар? Јас не прифаќам гол популизам. Од една страна да се бориме за името, од друга страна да се бориме за странски министер. На Македонија и треба странски министри, на Македонија и треба домашни капацитети и експертиза. Имаме соочување, немаме време за реплики сега. Ако може апел од мене до Христијан вечерва, нека му каже некој во партијата дека господинот Вебер, кој сака да го емитира, беше кандидат на кандидатските листи во Германија. Он беше формално шпиц кандидат на ИПП. Ама да ја предводи европската листа која не постои во реалност. Но он беше во својата татковина носител на листа. Второ, го повикувам Христијан да си дојде во единицата. Ке бидам носител и јас во единицата. Имате по 15 секунди. Да завршам ако може би благодарам. 15 секунди ни дадоа сега. Значи ќе бидам и јас во единицата, убаво да си дојде во единицата и да се соочиме со реалностите во кои ден живееме. Грчева, во сите изборни единици, во колку и каде сте ви? Во 5 реков, од кои што 4 имаме жени, јас сум во единицата и многу ми е драго што ќе имам вакви против кандидати, искрена да бидам. Шансите ми се значи големи. Во двојката ни е доктор по медицина, психијатар, Адријана Богдановска-Тоскич, во тројката ни е професор доктор Лидија Горачинова Илиева, во четворката ни е електроинженер Гоце Златев и во петката ни е професор доктор Наташа Котлар. Тоа се мака имиња кои што еве ги презентирам пред јавноста, да. Веројатно и ние во 5, меѓутоа се уште бидејќи сега сме формирани, брзаме со тоа, меѓутоа сигурно е носители ќе бидам во една јас, во друга професорката Миријана Најчевска. Зоран Молчанов мислиме дека ќе му се спротистави на Заев, меѓутоа кога доаѓав навака,
Така, добив една идеја дека може би требало јас да одам во некоја друга изборна единица, например во Битола. Не викам дека шансите ми се големи, напротив, мислам дека шансите ми се слаби ако граѓаните не препознаат шанса во мене да добијат пратеник кој што коректно ќе ги застапува. Значи, битката допрва ни престои да ги убедиме луѓето дека ќе се исплати да излезат на избори и да го дадат гласот за нас. Ова беше последна шанса да настапите во предизборието по потврдувањето на кандидатските листи до 23 и официјалниот почеток. Немаме право да ве каниме, но ќе се видиме во кампања. Ви благодарам на сите. Почитувани, благодарам за вниманието, останете на Телпа.